гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Пратениците се вратија на работа. Измените во законот за прекршоци добија зелено светло, како прва точка на новата седница. Обвинителството сослушува сведоци и анализира докази, но и обвинува за политички прогон, што покажа инспекцијските контроли. Стабилноста на Влен пред нов тест. Партнерите на Таравари демантираат нивна соработка со ДУИ. 30 дена притвор за членот на обезбедувањето на Мицковски. За службени документи од МВР барал 50.000 евра. Го фатиле со помош на сведок. Расте бројот на загинати од земјотресот во Мјанмар. Меѓународните хуманитарни организации апелираат за итна помош. Во тема на денот вечерва бараме одговор што покажаа контролите на општинските инспектори и кој ќе ги плати трошоците за поголема безбедност во стамбените згради. Гостин во студиото е председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општината Киселавода, Орце Георгиевски. Останете со нас. По 2 недели пауза, пратениците од денеска повторно се во пратеничките клуби. Прва точка на новата седница денеска беа токму измените на законот за прекршоци со кои треба да се зголеми безбедноста. Тие веќе добија поддршка во првиот филтер и најавата е дека уште денеска ќе ја поминат потребната процедура во собранието. Од кабинетот на Гаши попладнево информираа дека стигнало барање за анкетна комисија од ДУИ, но само со 16 потписи од пратеници, а законскиот минимум е од 20. Деталите ги има Катерина Нешкова. Ужасната трагедија од Кочани во центар на собраниските активности денеска, откако пратениците заеднички договорија 2 недели да не одржуваат седници, повикувајќи се токму на несреќата. Пленарната седница денеска почна со едноминутно молчење во знак на почит на 59 жртви од пожарот во Кочанската дискотека. Првата точка од ново закажаната седница пак беа законските измени за забрана на пиротехника во затворен простор и построги казни за пропуштање на малолетници во угостителски објекти после полноќ. Иако се на предлог на власта, поддршка најави и опозицијската СДСМ која вели ќе има амандмани со уште построги казни. Генерално се стеснува оброчот спрема користењето, односно ризиците со пиротехника во затворен простор. Исто така, со законот се предвидуваат и механизми и регулатива со која што на прекршителите глобите се зголемуваат, некои се двојни, за оние со повторени прекршоци дури се предвидува и мерка притвор. Исто така, мораме да окажеме дека со законот и полицијата ќе добие зголеми надлежности. Денес е на дневен ред потребата од донесување во скратена постапка за законот за јавен ред и мир. Ќе го поддржиме со тоа што ќе имаме одредени амандмани по донесувањето на потребата во делот на прекршочните одредби. Казните за користење на огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе се движат од 200 до 250 евра за тој што ќе ги користи, па се од 1000 до 10.000 евра за самата фирма. За затекнат малолетник во ноќен локал по полноќ, казните се движат од 500 до 5000 евра за угостителот, зависно од големината. Трагедијата во Кочани беше дел и од политичките пораки надвор од собраниската сала. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ни потврди дека утре ќе го објави планот за лидерска средба во парламентот со Мицковски токму на оваа тема. Опозицијата се уште стои на ставот дека по официјалната истрага во собранието треба да се формира и анкетна комисија за одговорност за пожарот во дискотеката Пулс, со цел да се избегне, како што велат, селективна правда. За СДСМ првично прифатливо е надлежноста на оваа комисија да ги опфати предметите за пожарот во модуларната болница во Тетово, но и несреќата со автобусот на Дурмотурс, како што побараа од ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Оставката на градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов, која во притвор како дел од осумничените за пожарот во дискотеката Пулс, поминала на денешната владина седница, потврдија од владината пресслужба. Од таму информираат дека согласно закон, откако одлуката ќе биде објавена во службен весник, Советот на општината Кочани има рок од 30 дена да избере ВД градоначалник од редовите на актуелните советници.
Папазов поднесе неотповиклива оставка од функцијата градоначалник на Кочани ден по пожарот во дискотеката. Во рамки на предистражната постапка беше приведен неколку дена по трагедијата и се уште е во притвор. Двајцата негови претходници, Илиев и Димитровски, по жалбената постапка завршија во куќен притвор. Сите тројца се сомничат дека не ги извршиле своите правни обврски, со што овозможиле кабаретот да работи, иако не ги исполнувало законските услови. Продолжува сослушувањето на сведоците и анализата на доказниот материјал, вела денеска ово информација од јавното обвинителство, поврзано со постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од ДУИ пак повторно обвинуваат дека се врши политички прогон. Јавното обвинителство е во потрага по докази за трагедијата во Кочани. Во 11-тиот ден од почетокот на предистражната постапка се повикуваат сведоци на распит, се спроведуваат тековни анализи и вештачења. Под лупа, како што велат од обвинителството, се повеќе институции кои овозможиле работа на дискотеката Пулс. Јавните обвинители од тимот која води предистражната постапка континуирано преземаат повеќе истражни дејствија за обезбедување докази. Таквите дејствија кои вклучуваат распити, анализи и вештачења од голем обем и во однос на повеќе различни институции се во тек и денеска. Меѓутоа, за да се зачува тајноста на постапката и да се спречи компрометирање на доказите, обвинителството не е во можност во моментов да открива повеќе детали за активностите. Предходно обвинителството објави дека за расветлување на случајот правени се претреси со кои се одземени мобилни и компјутери, а финансиското работење на диското го проверува и финансовата полиција. Планиран е распит на повеќе од 300 сведоци. Во опозицијската ДУИ обвинија дека истрагата е политички водена и, како што велат, фарса во одбрана на вистинските виновници. Полициските структури, секако политички помогнати од власта, создаваат нова приказна во која ниту еден полициски раководител, ниту еден началник, ниту еден раководител на полицијата не е виновен. Напротив, обвинет е поранешен министер за економија, човек кој никогаш не стапнал во Кочани. По трагедијата во која загинаа 59 лица, а над 200 се повредени, почна интензивна проверка на лиценци и дозволи за работа на угостителски објекти, градежни компании и училишта колективни згради. Кај сите се проверува и системот за противпожарна заштита. Во делот на угостителските објекти контролите траат кај објектите за прослави и сите надлежни институции во делот на контролите ги прават потребните проверки, велат од владата. Првичните проверки покажаа дека голем дел од објектите имале истечени лиценци, но не ги исполнувале ниту минималните услови за работа. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во болниците во странство во моментов има 80 пациенти, а 20 од повредените во Кочани се на лекување во земјава. Според последните информации од здравствените власти, тројца повредени се уште се во критична состојба. Подобрена е состојбата на еден од четворицата најтешко повредени во пожарот во дискотеката во Кочани, кои се на лекување во странство, информираше министерот за здравство. Тројца се уште се во критична состојба. Едниот пациент кој што беше критичен сега е многу подобар. Подобар е и веќе бројката на покритични пациенти се намалува на 3. Меѓутоа, ова не значи дека така ќе продолжи. Кај некои пациенти, за жал, има флуктуација во нивната здравствена состојба. Денеска во земјава ќе се вратат уште 20 од повредените кои беа згрижени во Полска и Белгија. Во странски центри во моментот има 80 пациенти, а 20 се на лекување во македонските болници. Оваа недела ги очекуваме повторно полесните пациенти да се враќаат, тие што се рехабилитирани комплетно. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции. По 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот, кај што беше. Центарот за рехабилитација во Козли исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди и од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно, нормално без трошоци од државата. Меѓутоа, за тоа веќе почнуваме од идната недела да зборуваме кога веќе ќе се најавуваат потешките пациенти. Во меѓувреме тимови со специјалисти од повеќе области неколку дена во неделата ќе одат во Кочанската болница за одблиску да ја следат состојбата на повредените кои се пуштени на домашно лекување. Александар Динев, Сител телевизија.
Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со градоначалникот на општината Киселавода и председател на ЗЕЛС Орце Ѓорѓевски. Господин Ѓорѓевски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на вашето покана и поздрав до вашите гледачи. Веднаш по трагедијата во Кочани направивте состанок во ЗЕЛС со вашите колеги градоначалници, донесовте одлука да се направи на контрола во однос на безбедноста на стамбените згради. Помина една недела, дел од општините има роки од една недела за да се увидат првите информации. Има ли некакви резултати? Што покажуваат овие контроли? Добро, треба да се земе во предвид дека на републичко ниво некаде околу 370 основни училишта, имаме 109 средни училишта, дополнително под објекти за од јавен карактер спаѓаат и сите граденки кои што беа предмет на проверка и дел од нив се уште предмет на проверка, сите јавни установи како спортски сали, културни домови и така натаму. Во најголем дел од општините, над 90% темелни проверки се извршени. Многу беше важно во целиот овој процес, знаете, после оваа трагедија која што не се случи во Кочани, која што не погоди сите практично. Ја не верувам дека има човек во Македонија кој што не беше погоден од таа вест. Се уште сме сите во шок на некој начин од сето тоа. Се створи дополнително паника кај граѓаните. Многу теми и прашања се отворија во јавност. Многу беше важно за мене како председател на ЗЕЛС, но и за останатите колеги, најпрво да ја смириме нацијата, од аспект што родителите треба да знаат дека децата им одат во исправни училишта, во безбедни училишта, дека да знаат дека најмладите во градинките се безбедни. Затоа првата фаза која што влеговме темелно да ја испитаме, односно проверки да извршиме вонредни, напоменувам, беа објектите од јавен карактер кои што се надлежност од општините. Како се одвиваат проверките? Проверките се одвиваат на два начини. Од една страна, онаму каде што има доволно служби кои што можат тие проверки да ги извршат, а се под капата на локалната самоуправа. Тука веќе се експедитивно влезени во процесите и извештаите се дека секаде е онака како што треба, односно дека ја поседуваат пред се потребната документација, дека имаат објектите доволно излези, дека имаат ПП за опрема, ПП апаратите се исправни и така натаму. И сето тоа, јас како председател на ЗЕЛС, но и сите мои колеги бараме да биде подкрепено со записници. Еден од записниците е овој записник за проверени објекти на територија на општина Киселовода, каде што точно стои дали има документи, ПП апарати, бројот на ПП апарати, хидранти, колку се исправни и каква е состојбата на истите. И такво нешто побаравме да ни достават и до ЗЕЛС сите општини генерално. Стигаат мејлови како што сакам да прашам, затоа што ви минатата недела имавте една изјава дека не треба да стравуваат родителите, дека децата им се безбедни. Морам да ве прашам, ова го тврдите за објектите во вашата општина или низ целата држава, затоа што се појавија снимки дека во некои училишта се искршени хидрантите, како што се искршени во некои стамбени згради и дека не достигаат цревата и во хидрантите во училиштата. Кога станува збор за хидрантите, во дел од недостатоците што се утврдени е црева во хидранската опрема кои што треба да бидат опфатени, кои што недостасуваат. Има многу случаеви, ги има цревата, но се чуваат на несоодветно место под разни изговори дека можел да биде украден цревото за хидрантот и така натаму. И тука не треба да имаме простор за толеранција. Ставот заеднички на сите колеги е во еден период онаму каде што се утврдени аномалиите, најкраток можен треба да си постапат директорите на училиштата во соработка со локалната самоуправа и да бидат отстранети тие недостатоци. Јас пак ќе кажам на крајот на денот, ова се вонредни инспекцијски надзори кои што ги вршиме поради сложеноста на состојбата произлезена од состојбата во Кочани, односно настанот немил кој што се случи таму. Тука исто така во документацијата, а исто така бараме и записници од останатите колеги, имам јас документи за во мојата општина дека откако сум градоначалник, јас за претходно можам да кажам еден куп аномалии, но ние треба да ги менуваме работите. Јас од кога сум градоначалник во мојата општина, секоја година, иако не е облигаторно во законот, секоја година се вршени инспекцијски контроли. И така треба да функционираат сите општини и затоа јас она што го начнав во јавноста, кога веќе сме свесни дека на одредени институции потребно е во законот да им стои дека мора да постапат, тогаш ние треба да присегнеме кон законски измени во кои што ќе наложиме најмалку еднаш во годината да се вршат вакви контроли во сите објекти од јавен карактер. Кај нас имало одговорно постапување, но има општини каде што не секоја година се вршени контролите,
Ова како ЗЕЛС ќе го барате? Како ЗЕЛС, и јас тоа го разговарав и во комуникација со претседателот на владата, со кој што морам да истакнам дека од самиот почеток сме во постојана комуникација и координација во однос на овие прашања. Буквално на дневна основа се координираме и успехот мора да е заеднички. Ние мораме сите да го менуваме овој систем, но тоа не зависи индивидуално од само од работата и ангажираноста и влогот од локалната или од централната власт, тоа зависи од граѓаните, па се до највисоката инстанца. Како ќе оди оваа постапка за законски измени? Ќе поднесете вие до влада, до претениците? Да, па најверојатно до владата најпрво да се усвои како предлог за да биде обврска контролата еднаш годишно. Да, точно. Морам да ве прашам во однос на угостителските објекти. Какви се обврските на општините и што впрочем од страна на општинските инспектори се контролира во овој момент? Видете, тоа го истакнувам цел изминат период. Иако се бориме ние за целосна децентрализација како ЗЕЛС, како локална самоуправа, целово изминат период и јас како претседател, но и моите претходници, во некои постапки де факто ние мораме да направиме централизација на процесите. Зошто? Ако земете во предвид надзорот на угостителските објекти, еве за едно кафуле, говориме во кисела вода, кој и да е. Надлежноста во однос на постапувањето и овластувањата наши се единствено во преглед на елаборатот за животна средина. Што вклучува тој елаборат? Тоа вклучува дали загадува објектот, не загадува, каква е состојбата на мената и така натаму. Ништо друго. И ние како инспекција треба да извршиме надзор на терасите. Односно, дали е во Скопје малку и покомплицирано, затоа што одредени надлежности ги има градот Скопје, одредени надлежности многу мали ги имаме ние како општина, како локална самоуправа, не само кисела вода и аеродроми Гази Баба и останатите, и Ѓорче и Карпош, Шуторизар и останатите. Значи, многу се мали нашите надлежности на постапување, но тоа не остава простор да ние бидеме, според мене, неми наблюдувачи во процесот. Иако не сме одговорни за одредени процеси, наша обврска е јасна со станоци, постојано бидејќи имаме на неделно ниво координација со инспекцијските служби од општината, посочувам дека освен нашите надлежности, се она што ќе се утврди дека е неправилност во одреден објект, а не е наша надлежност, наше е да сугерираме до инстанците која што надлежност ја имаат за постапување во тој дел. Преобемене и прегломазен процесот и секој се остава простор во даден момент да се изземе од постапката, велејќи не е тоа моја одговорност. Затоа според мене, иако повторно ќе кажам, категорично се борам за децентрализација цел изминат период и до крај ќе се борам, додека сум на позиција за тоа да го правам. Во овој процес сметам дека треба да има поедноставување на процедурите, за одговорноста да има точно име и презиме. Она што недостасува во нашиот систем, не сега, години наназад, е одговорност со име и со презиме. Секој секогаш на некој начин може да се изземе, тврдејќи дека тоа не било или било негова одговорност. Еве се имаме, ќе ви направам паралела. Состојба река во Драчево, Мала Рада, која што не била наша надлежност, односно Маркова река, се извинувам, Мала Рада е целосна реконструкција вршиме ние затоа што е наша надлежност, за Маркова река. Неколку години поред ние испраќаме, бидејќи не е наша надлежност, сугерираме до институциите кои што се надлежни за истото животна средина и во најголем дел од обврските од градот Скопје за да го исчистат речното корито. Во моментов реката е полна до мостот во Драчево. Знаете кој беше одговорот последниот пат на градоначалникот на град Скопје и службите? Дека немаат предвидено средства за да реагираат таму. Добро, ама кога зборуваме за угостителски објекти, општините добиваат директно средства од тие угостители, така? Да. Не, јас паралелата морав да ви ја повлечам за да ви објаснам дека е прегломазен системот и начинот на издавање и одобрение од една страна, а од друга страна и системот на контрола. Што ако пазарна инспекција утврди една аномалија, а и уште 5 аномалии има во одредено кафуле? Значи, останува на волјата на пазарна инспекција да пријави или на некој граѓанин да одите во заеднички контроли. Точно. Градоначалник, морам да ве прашам некако
најголемо внимание во јавноста добија контролите на овие стамбени згради. Сите ние сме свесни во какви услови живееме, сите ние знаеме дали има хидранти, нема хидранти, дали има противпожарни апарати или нема, меѓутоа што покажува сликата на терен? Имате ли некаков преглед? Еве гледаме некакви различни информации кои што од првите денови излегуваат во Карпош, само една зграда имала услови. Денес излезе некоја информација од општината Битола, велат противпожарни апарати има 22 од 590 згради во Битола. План за евакуација само 4, а 243 немаат хидранска мрежа. Многу загрижувачки бројки. Загрижувачки бројки, де факто. Исто како што Иван го споменав и моментот дека ние треба практично целиот систем да го менуваме, во системот спаѓаат и оваа категорија, односно колективното домување, нешто што за жал повеќе години наназад не било третирано соодветно од страна на инспекциите. Она што може би е грешка кај локалните колективно власти, тука се вклучувам и јас, третманот на пропусливост за одредени аномалии кои што системот ги има, а тука ја вклучуваме конкретно ова. Знаете, кога споменав дека ова е систем кој што треба да се менува и од владата и од локалните власти, споменав дека треба и граѓаните да учествуваат во тие промени. Еве го моментот каде што и граѓаните треба да учествуваат директно во промените. Не е општината таа која што треба тебе да ти каже, а живееш во една зграда со целото твое семејство, дека ти треба да имаш ПП апарат функционален во зградата. Така, ние имаме инспектор за домување, инспекција во моментов која што делува на терен и најпрво, јас секогаш сум за тоа прво да укажеме, да задолжиме, па подоцна да се Тоа сакав да прашам. Како ќе оди во оваа ситуација? Што ќе се случува со управителите и со стамбените совети кои што функционираат? Ќе има некаков законски рок, ќе има некаква обврска, толеранција, како ќе се постапува во оваа ситуација? Секако дека овој процес не е процес кој што можеме ние да го изменаџираме и да го доведеме во апсолутно исправна состојба за недела дена, за 10 дена, за 20. Не е реално. И секој тоа што ќе го каже на поинаков начин, сигурно ќе го каже тоа од разни причини, најчесто политички, можеби ќе излаже јавност. Јас секогаш говорам искрено и со факти. Јас велам дека ние мораме прво да сугерираме за она што е аномалија. Прво да го утврдиме. Грешка е што во мојата општина после 20 и повеќе од 20 години имаме за прв пат инспектор за домување. Немало во минатото од разни причини, како што имаме и градежни инспектори, а во минатото немало. Значи најпрво треба да се извршат темелни проверки, кај нас се уште траат проверките. Она од првичните контроли на терен што е утврдено е некоја слична состојба на тоа што го изнеле Битола, Карпош, можеби не е до тој обем. Најчесто станува збор за проблематичен дел во старите објекти за колективно домување. Во некој нема ни хидранти? Каде што нема хидранска мрежа. Јас разговарав веќе со советничката група, ние не е потребно единствено и еве ќе сугерирам и до моите колеги во останатите општини. Општина Карбенци, да не ми замери колегата, нема ваков тип на проблем затоа што немаат стамбени згради или Чешиново или не знам каде, помалите општини. Ова е проблем генерално во поголемите општини, градските општини на некој начин. Велес, Штип, Карпош, скопските сите генерално општини, Прилеп, Куманово и така натаму. Јас разговарав со советничката група. И кога веќе ние бараме да го менуваме системот, треба и да помогнеме во менувањето на системот и затоа на крајот на месецов, последната недела, мислам, од месец април, на седница на совет јас ќе предвидам преку ребаланс на буџет ставка во која што ќе субвенционираме да може во оние згради каде што нема хидранска мрежа да се постави хидранска мрежа. Тоа не значи дека општината ќе го плати целиот износ, но со дел од средствата ќе субвенционираме по одлуката, ќе видиме колкав ќе биде износот за сите оние стамбени згради кои што немаат хидранска мрежа. И тоа, повторувам, се во најголем дел, ако не и во 100% од случаевите, стамбени згради, односно колективно домување, изградени во периодот пред земјотресот, после земјотресот и така натаму, што значи најстарите згради во нашата општина. Еве и да станува збор за 100 згради, пак ќе најдеме начин да го помогнеме процесот. Но, кога веќе ќе помогнеме во тој процес, тоа ќе значи безмилосни санкции понатаму за секој оној кој што нема да го спроведе она што треба да го спроведе. Јас не живеам во сите згради во Кисела вода, ниту колегата од Карпош живее во сите, ниту колегата од Битола. Тоа треба граѓаните пред се да го направат самите. Кога споменавте ПП апарати, не е огромен износот кој што може да се плати за на секој кат да имате по еден исправен ПП апарат.
И тоа може граѓаните самите да го направат. Но еве, хидранската мрежа е одреден износ кој што е посериозен, поголем. Тука ќе влеземе ние како општина да го кофинансираме тој дел, да помогнеме на граѓаните, да она што било аномалија од системот, наследен за нас, да интервенираме заеднички да го санираме. Но после тоа треба да има безмилосно постапување. За противпожарни апарати се размислува воопшто некаква субвенција или? Не. Значи тоа што ќе биде субвенционирано сега за сега до она што го разговарав оние кои што немаат хидрански мрежа. Хидранска мрежа. Недозволиво е, повторно ќе кажам, да хидранска мрежа нема во една стамбена зграда. И тоа е она што треба да го интервенираме ние како општина, земајќи во предвид состојбата во која што живеат граѓаните, трошоците на кои што се изложени, така натаму и така натаму, ете да не биде целосна обврска нивна, а тоа е нешто што треба самите. Јас живеам исто во стамбена зграда, јас не чекам некој да ми постави дали хидранска мрежа или ПП апарати, така натаму и така натаму, но еве, кога веќе е започнат процесот на промени, започнат е процесот во кој што треба сите да се поправиме, ние сме тука да подадеме рака и јас оваа прилика ја користам да ги мотивирам само другите. морам да ве прашам. Откако ќе заврши целата таа постапка, да не биде ова со години, знаете, да таа хидранска мрежа да не треба со месеци да се поставува. Процесите, Иван, не дозволуваат да трае ова со години. Ние рековме самите ке председателот на владата има многу силна желба да го менуваме од денес за утре системот. Тоа е едноставно невозможно да го направите одма, но и логички е да оставите простор за адаптација, земајќи во предвид, односно за да се поправат одредени работи, земајќи во предвид дека некој во таков систем функционирал 30 години наназад. Ниту локалните избори нема да бидат пречка за такво нешто? Па мислам дека нема да бидат пречка локалните избори. Ви благодарам многу за гостувањето во темата. Чест ми беше. Стабилноста на Влен пред нов тест. Партнерите на Таравари демантираат нивна соработка со ДУИ. 30 дена притвор за членот на обезбедувањето на Мицковски. За службени документи од МВР барал 50.000 евра. Го фатиле со помош на сведок. Коалицијата вреди пред нов тест, откако Таравари објави дека сите поединечно имале контакти со ДУИ, најави за себе настап на локални, стигна демант од неговите партнери. Дали ваквите несогласувања само потврдуваат дека во коалицијата има различни ставови. Таравари не крие дека во вреди не цветаат рози, но е прилично јасен дека не планира да ја напушти владата. Останувате во влада? Да, секако. Има едно незадоволство од функционирањето на Влен, тоа е повеќе поради тоа што има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од Влен. Договорот околу локалните избори тежи на новата коалиција во албанскиот политички блок, откако Таравари предложил самостоен настап на советничките листи, позиција која останатите лидери ја одбиле. Ваквиот развој на настаните го отвори прашањето дали Таравари гради мостови до Ахмети и прави простор да се повлече од јатото на Касами и Гаши. Контакти има, признава министерот за здравство, но исти такви контакти тврди дека имаат и останатите партнери во вреди. Барем пратениците комуницираат едни со други и никој не може да каже дека една партија комуницира само внатрешните членови едни со други. Со ДУИ немаме и не сакаме да имаме ништо бидејќи се корумпирани. Синхронизирано во одвоени соопштенија вратија партнерите на Таравари. Демократското движење нема и нема да има никаков вид соработка со корумпирана партија каде низините врвни функционери се ставени на црната листа на САД за корупција, реагира од партијата на Меджити. Вреди има смисла само додека одржува политичка дистанца од ДУИ, соопшти Беса. Проценуваме дека нема причина или потреба да комуницираме со партија која што е на американската црна листа на недипломирани студенти, која кај албанците ќе биде запаметена само по корупција, криминал и злоупотреба на моќта, соопштија од Алтернатива. Последните анкети на јавното мислење покажуваат дека Таравари има најголем рейтинг меѓу лидерите на вреди, што го прави атрактивен плен во пресред на локалните избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. 30 денови притвор за членот на обезбедувањето на Мицковски за службени документи од МВР кои се воделе како службена тајна барал 50.000 евра. Обвинителството објави дека успеале да го фатат со помош на сведок, на кој му дозволили да направи видео снимки од документите со кои барал пари.
30-дневен притвор во Шутка дуби членот на обезбедувањето на премиерот Мицкоски Ангел Самараков, кој е осомничен за одавање на службена тајна. Полицајецот од 6-та управа предвадена беше фатен пред хотел во Велес, а во БМВ-то полицијата му нашла ранец полн со службени материјали од МВР, пошто беше уапсен. Според истрагата, тој во автомобилот документите му ги покажувал на сведок во постапката, а со нив планирал да изнуди 50.000 евра од друго лице. Осомничениот како службено лице вечерта на 30 март на паркинг просторот пред хотел во Велес се сретнал со неповикано лице, сведок во постапката и му покажал службени документи на МВР што представуваат службена тајна. При тоа му дозволил на сведокот истите да ги снима, кажувајќи му кој документ за што се однесува. На овој начин осомничениот од користолюбие, а со цел да бидат објавени на социјалните мрежи, сторил достапни службени документи што представуваат службена тајна со цел да прибави паричен износ од 50.000 евра од лицето за кое се однесувале документите, велат од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. За ова кривично дело казната затвор е најмалку 1 година. Од опозицијската СДСМ прашуваат како обезбедувачот на премиерот Мицкоски имал пристап до тие документи, односно кој му ги дал доверливите информации. Ако премиерот на држава се обкружува со луѓе кои саботираат полицијата и им пренесуваат тајни на криминалци, тогаш прашањето е кој на вистина ја води државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна и целосна истрага. Бараме политичка и институционална одговорност. И бараме граѓаните да знаат што се случува за затворените врати на оваа власт. ВМРО ДПМН е пак велат дека наместо опозицијата да ја поздрави акцијата на МВР, каде што за криминалците нема да има милост, без разлика од која партија се, но опозицијската СДСМ и смета што се апсат сите кои несовесно се однесуваат во службата. Ако не апси МВР лица блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува за селективност. Ако апси МВР блиски до ВМРО ДПМН, тогаш СДС обвинува нешто друго. Човек крај не може да им најде на овие луѓе, но тоа нема да не поколеба да водиме безкомпромисна борба против корупцијата и злоупотребите. По апсењето на Самараков од владата известија дека истрагата ќе покаже што точно се случувало, но дека безбедноста на премиерот не е загрозена. Документите и лицата вмешани во истрагата не се поврзани со наркокланот од Грчец, велат од обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Пензионерите денеска добија втората рата од покачувањето на пензиите за 5.000 денари. Од Сојузот на пензионери велат дека се задоволни од покачувањето. На сметките на над 340.000 пензионери легнаа повисоки пензии за 2.500 денари, со што практично тие го добија најавеното линарно зголемување од вкупно 5.000 денари. Со ова, минималната пензија во државата станува 18.192 денари, просечната пак веќе е на 60% од просечната плата и изнесува 26.211 денари. Пензионерите задоволни велат ова е показател за подобрување на материјалниот статус на корисниците. Битно е дека ова зголемување овозможува исто така да се подобри и соодносот меѓу просечниот износ на пензијата, односно колкаво е учеството на пензијата во просечната плата и веќе се со ова зголемување тој сооднос изнесува 60% во однос на просечна плата, а тоа е мерило во пензијскиот систем за вредноста на пензијата. Пратениците во собранието дадоа поддршка на законските измени со што практично ќе се укине линарното зголемување во иднина и ќе се врати старата методологија на усогласување. Со тоа, од септември пензиите ќе се усогласуваат 50% според индексот на трошоците на живот и 50% според порастот на просечната плата. Премиерот вели го исполниле ветувањето. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5.000 денари. Да, Македонија има многу проблеми. Да, проблеми има во секој дел од општеството, но затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите. И со решавање на проблемите Македонија ќе биде повторно горда, а на овој начин Македонија ќе биде повторно ваша. Даниел Василев, Сител телевизија. Од СДСМ велат дека со последните законски измени од покачувањето се исклучени околу 12.000 пензионери. Најголем дел од нив се оние кои живеат во странство и најавија оспорување на измените пред Уставниот суд.
Пензионери кои остварале право на пензија во државата, а им се исплаќа надвор во некоја друга држава, се вкупно 9981 лице и уште 2000 кои што во моментот се исклучени поради доставувањето на потврда за живот. Им се скратува можноста за осогласување на пензиите не само сега во март, туку за секогаш. Се бришат како да не постојат од правото за осогласување на пензиите, а со тоа и растот на истите. Ке останат се додека ја примаат пензијата со вредноста која во овој момент ја добивале. Првиот синдикалец со предлог возврати на обвинувањето од власта, една година и тој и сите функционери да примаат 500 евра плата, ама да гласаат и минималецот за работниците да биде 30.000 денари. Незадоволни од последната одлука на владата, утре излегуваат на протест. Председателот на ССМ возврати на нападите од ВМРО ДПМН. Подготвен сум да живеам со 30.000 денари. Ако утре го смените законот и сите избрани и именувани функционери да земаат 500 евра плата, но исто толку да биде и минималецот. Трендафилов смета дека е несериозно пратеник со 118.000 денари да го осудува председателот на ССМ кој зема 3 пати помалку од него. Од утре мене и нив платата да не биде 500 евра, но заедно да изгласаат закон за измени и дополнување на законот за минимална плата и работниците да добијат 500 евра минимална плата. Јас и тие една година ќе примаме минимална плата од 500 евра и јас немам никаков проблем со тоа и ги повикувам следниот пат текстот кој ќе го внесат во Идиотот и кога ќе читаат од Идиотот да прочитаат дека тие се согласни, цела влада, цел парламент, сите избрани и именувани лица, директори, шефови, раководители и што уште не, кои се ухлебани на државна сметка цел живот, да примаме плата 500 евра минимална, колку што ќе примаат близу 200.000 работници во Македонија. Обвинувањето од ВМРО ДПМН кон првите лица од ССМ продолжуваат и денеска. Петрушевски објави дека Трендафилов за 14 месеци инкасирал нешто на 27.000 евра, додека Манасиевски за подпредседателот на ССМ Пешевски вели дека дебело профитира врз грбот на работниците. Дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата? Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои им е прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е 3 пати поголема од минималната. Незадоволни што минималната плата се зголеми колку што е законскиот минимум, односно за 1800 денари. Утре синдикалците во 12 часот и 5 минути пред собранието ќе го почнат маршот. Со порака, не може да има за претениците, а да нема за работниците. Оттаму ќе се упатат до Стопанската комора, а ќе завршат пред владата. Наташа Мерисовска, Сител телевизија. Македонија има усогласена регулатива со Европската унија за отпад, но нема имплементација. Ова е главната причина поради која повеќе од 30% од вкупниот отпад завршува насекаде наместо на депонија. Повеќе од 30% од отпадот наместо на депонија завршува расфрлен насекаде. Доколку државата итно не се справи со овој проблем, ќе се соочи со поголеми финансиски и еколошки штети, сметаат експертите, кои даваат поддршка на земјава за поефикасно справување со отпадот. We have tried to address the situation already in the past years. Some 8 years ago, when we have allocated financial assistance for waste management systems in the country, I have to say that very little has been achieved until now, unfortunately, as we can all see. One of the most important things that need to be done in North Macedonia is to establish an effective waste management system. We know today that so much of the waste in this country goes into landfills, and that is it's a really big environmental issue, of course. We think that a lot can be done also working with civil society, working with education, also working with schools and training also a young generation to think in terms of recycling and in terms of making sure that waste goes into proper management.
Македонија има усогласена регулатива со Европска унија, но нема имплементација, велат од Министерството за животна средина. Државата дава доволно средства, но се уште нема ефикасен систем за справување со отпадот. Сепак она што недостасува е имплементацијата на таа регулатива, зашто и впрочем овде сме собрани, ова е еден од проектите кои што се во моментот во тек во нашата земја, кои се фокусирани на воспоставување на интегриран регионален систем за управување со отпад. Партнерската конференција беше организирана во рамки на проектот Одржливо управување со отпадот на локално ниво, кој е финансиран од Шведска. Регионалниот систем предвидува затворање на нелегални отпади, изградба на модерни депонии и рециклирање, што според меѓународното искуство ќе даде најголем резултат во подобрување на животната средина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.